Последните неколку месеци ги одбележаа повеќе планинарски несреќи, од кои последната за жал заврши и со човечки жртви. За само 2 дена во Македонија исчезнаа неколкумина странски туристи во планина, кои за среќа беа пронајдени живи и здрави, а веќе следниот ден загинаа 2 планинари поради пад во бездна. Од тука доаѓа заклучокот дека нешто не е во ред со акциите. Ние законски имаме обврска да имаме спасители, тоа има Црвен крст на планина, има служби кои се задолжени за тоа. Меѓутоа, проблемот е што на волку малце снеги на нештата што во суштина би требало да бидат нормални, еве ние имаме загубени туристи. Мислам дека е тоа секако исто несоодветно решено и несоодветно покриено. Ние чекаме да се случи несреќата па да помогнеме. Во меѓувреме Федерацијата на планински спортови закажа седница на која ќе биде разгледана несреќата на Кајмакчалан, а дел од планинарските клубови веќе воведоа забрани за движење во планина на висина над 1200 метри, како што стои во соопштението од ПСД Осогово. Поради високата снежна покривка и ниските температури, безбедноста на учесниците при движење во планина е нарушена. Од тие причини ПСД Осогово ги прекинува сите планински акции над 1200 метри надморска височина. Мерката важи до подобрување на временските прилики и овозможување на безбедни услови за пешачење, стои во соопштението. Во меѓувреме соседна Бугарија поседува своја горска служба за спасување, а Грција има посебна единица во полицијата за спасување. Во Македонија при планински несреќи први се јавуваат спортските клубови, кои најчесто немаат соодветна опрема за симнување на повредените, а при повик за помош, тоа најчесто го прави полициската единица Тигри, но ваквиот механизам досега се покажа како спор во ургентни ситуации. Од друга страна, планинарските клубови и лиценцираните водачи постојано во своите покани за акции јасно наведуваат дека секој тргнува на искачување на своја одговорност за сопствената психофизичка подготвеност, но најчесто повредените и загинатите прават погрешна проценка за своите способности, па се случуваат несреќи. Во источниот регион последен пат се случи инцидент кога на 16 јули на Руен исчезна 47 годишниот Ацо Јовановски од селото Саса. Од Федерацијата на планински спортови предупредуваат на одговорност и се закануваат со одземање на лиценци на неодговорните клубови. Ќе успее ли конечно да се стави ред во движењето во планина и ќе се промени ли системот на реакција, останува на планинарските и клубовите за зимски спортови да поттикнат ефикасно решение.